Велат дека Македонија е плодна почва за музичари и навистина постојат многу врвни индивидуалци. Меѓутоа, фасцинира кога некој има влијание врз музичарите и кој што има способност да ги обединува околу себе. Таква една личност е мој соговорник сега во Астрорум, Гоце Стефковски, кој што не само што во пракса е организатор и носи зад себе цело едно здружение со другарите на џез музичари и слободни уметници, туку секогаш го бивало да направи одлична екипа за свирка во различни формации. Последно нешто е вториот албум на неговиот септет. Практично првиот беше прво авторско издание, нешто во што е и внесен како композитор и како инструменталист. Гоце, добро дојдовте во Астрорум. Добро, најдобро. Од кога почна вашата приказна со тапаните, се сеќавате кога прв пат засвиревте? Како не, од 10 години кога имав. Ништо, тоа е. Претходно имаше некои други инструменти, тарабука почнавме да свириме, подоцна почнавме со тапани. Да. Имаше некој во семејството кој што ви наследивте? Повеќе мина, меѓутоа, да речеме, татко ми свиреше народна музика, тарабукаш еден, се уште мислам дека еден од најдобрите. Така да, он, да речеме, е заслужен за таа љубов према инструменти или према бубнарството. Дедо ми исто и него би го спомнал, и он свиреше тапан. Тоа е долга традиција. Да. Но вие отидовте во формално образование натаму, иако секогаш ме интересира овие послободните жанрови, тактиците како да ви пречеа, но сте вработен во македонската опера и балет. Кога решите да се запишете во училиште? Дали почна од нижото музичко или во средното? Па почнав во средна школа, директно се запишав во Илија Николовски Луи. Беше интересно што во тој период на 2 месеци не знаеа на кој инструмент да ме стават и умеѓу време јас сам си отидов кај тогашниот професор Емил Клан. Некоја мини аудиција направивме и фактички... Тој беше чех, така? Да, многу кадри излегоа, успешни ги полнат оркестрите, еве се што свират. Сите што сме вака, да речеме, образовани со... За перкусии, за сите ударни. Може би 2-3 генерации после мене што се сите. Подоцна, например, Зоран Спасовски, Миле Барбаровски, Мојца е, Седео е. Они продолжија да се бават со едукација на нови кадри и така. Вие никогаш не посакавте да се занимавате со педагогија? Па јас, уствари, не посакав, ама бев професор предав во Штип на универзитетот, џез тапани, 2,5 години и мисля, че договорот и тоа е. Толку заврши. Па не би разговарал многу на оваа тема. Добро. Многу луѓе имаме, обично врвните уметници не би разговарале на многу теми и тој проблем треба да го решиме, сите да си го најдат своето место под сонцето, односно според заслугите. Секако. Но вие наоѓате форми во кои што не само што изведувате, туку и автоматски им пружате рака на помладите генерации. Вам ви успеа во ова новосоздадено здружение на џез музичари и слободни уметници да ги вратите. Тоа е, мислам, редок феномен. Обично имаме одлив на врвни уметници, а ги вративте оние што завршија
етаблирани школи врвни из Австрија, Германија. Сега има вашето здружение брои, таму се Сетстат, цел бенд е членка, вашиот Септет и големиот Биг Бенд. Ќе ви кажам како е тоа организирано, меѓутоа би сакал да се надоврзам на вашиот исказ. Значи би требало во суштина други институции и инстанции во земјава да се грижат за тие луѓе кои што завршиле квалитетни школи надвор и тука, значи за поединци кои што се навистина светски калибар. Ние преку соработките со разноразни, да речеме, музичари, композитори во Македонија и во Скопје, значи таа екипа се профилираше, да речеме, прво на една другарска основа, па подоцна разговарајќи, значи за тоа што е потребно и како е потребно во градот и во земјава, решивме да се обединиме, да се регистрираме и да почнеме со некои активности кои што сметаме дека би биле добри не само за нас, меѓутоа и за публиката, тоест за луѓе кои што сакаат таква музика, поддржуваат таква сцена и така натака и така натака. Вие практично го компензиравте отсуството на биг бендот, иако тоа не би смеело да биде така, не треба да работите во институционално, туку би требало да сте дел од оној биг бенд, да речеме, овие луѓе ги задоволуваат сите критериуми за постоење на еден таков оркестар на повисоко организацијско ниво. Вака ги тирате проектите на Мускули, иако не се малку. Почнавте да го празнувате меѓународниот ден на джезот, многу квалитетно, низ различни форми. Имавте одличен проект посветен на Битлси, односно тоа се нови аранжмани за таков состав со светски диригент и уште други нешта. Како ви успева? Кои се начините? Ни успева со помош на магија и на трикови. Не, тука би се заблагодарил на таа поддршка, да речеме, иако е скромна од Министерството за култура, меѓутоа беше неопходна за да почнеме да се бавиме со реализација на сите овие големи настани проекти. Тука спаѓаат не само концертите на биг бендот, туку и джез караванот кој што веќе трета година поред би му дошло како што го организираме. Низ градови низ Македонија. Да, во помалите градови низ Македонија, кај што претежно концертите се или во клубовите кај што имаат джез клубови, значи наменски, кај што тоа и преку годината се негува тој звук, тој жанр во ред, или во домовите, односно центри за култура, кај што имаат пристојни сали, реновирани во делот, во некои делови од државата и нудат сосема солидни услови за тоа. Така да, околу нашите активности као здружение, значи би кажал тоа како функционира, прекинав преска пред малку. Значи, здруженијето си оформи еден биг бенд по иницијатива на Кирил Кузманов, кој што членовите во тој биг бенд што членуваме, значи горе-долу сите имаат исто сайт проекти. Као што рековте, Сет, например, мојот бенд, Фирц би ги спомнал тука, еве и Дамир и Мери, да. Сите оние луѓе што ги знаеме по тој жанр. Што се бавиме генерално со ова, значи имаат и нивни авторски проекти. И во суштина, значи, не би рекол дека го пополнивме тој вакуум простор во врска со биг бендот на МРТВ. Едноставно сметам, не само јас, значи кроз разговор со нашите пријатели, музичари, значи е проблематично е што иако направија еден како се вика тоа, некој го вратија биг бендот, обид да го вратат со 6 месеци со свирење фестивали, како што беше Макфест и Скопскиот фестивал. Сметаме дека
Тоа е во ред, меѓутоа тоа спаѓа во една друга дејност која што не се занимава со, да кажеме така, со уметничка музика. Тоа е повеќе ревиски. Тоа е повеќе ревиски, точно, и е во контекст на некои снимања на кои што се потребни во Македонска. Потребни за фестивалите кои што се, дали е тоа Макфест, дали е тоа на МТВ Скопскиот фестивал. Така да ние решивме да правиме нешто друго, иако е како се вика тоа представувањето пред пошироката публика бараше малку едно поквалитетно размислување во поглед на тоа со што прво да се представиме, за да кај нас нормално има скептицизам за се нешто што ќе се направи ново. Па еве дури и да не е ново, значи како го знаеме тоа, да, имаше таму, дури не се ни трудат да поединци, дури луѓе од нашава фела да разберат што и како е. Не би ги критикувал нормално, само ја кажувам вистината. И падна изборот да се покани Зиги Фајгел, кој што е професор на Универзитетот во Грац, инаку вреднуван како еден од најдобрите диригенти европски, па може за таа музика, збориме за водење оркестар за биг бенд, може и светски, да дојде он, а програмот што ќе го изведеме да биде аранжмани на композиции односно песни на Битлси. И тоа го направивме во Македонската опера и балет, беше добро прифатено, беше преполна салата, супер посетеност, реакциите беа изваредни и тоа ни даде поттик да продолжиме понатака. Од таму произлегува после тоа, значи веќе 2 години поред го правиме фестивалот Today It's All About Jazz. Првата година беше пред МКЦ, кај што имаше 12 часа музика од 12 до 12, мислам дека беа и околу 10 групи. Кај што имавме дури и гости од светски калибар, како што е Лео Дженовезе, кој што свири со Есперанца Сполдинг, со Вен Шортер, со Ури Гурвич, со мислам таа њујоршка елита. Потоа Тони би го праксата ви е да спомнал, каните Васил гости Хаджиманов, на секој концерт, праксата ви е да поканите некои гости, ако ништо друго од соседните земји постојано имате. Па да, има. Ние претендираме да биде сепак тоа некаков регионален фестивал, бидејќи во околината има сериозни музичари кои што веќе си имаат своји европски или светски кариери или соработки на крајот од криштата. Имаат добри материјали, добри албуми и не гледам причина зашто да не биде тоа регионално некако поврзано, кај што ќе уживаме сите нели во приказната која што е наша регионална балканска на некој начин. И нормално и покануваме по некоја светска звезда. Минатиот оваа година беше Дон Менза, кој што се изучува како литература на одредени факултети, да. Иначе важи за еден од најдобрите джез аранжери и е тенор саксофонист во Бади Рич биг бендот и Бади Рич бендот. Така да бидеме појасни пред општата публика, тоа во джезот што значи аранжир, значи композитор и во таа смисла значи има едно повисоко ниво, бидејќи да се аранжира за голем оркестар е мајсторија. Тоа е супер лик еден светски кој што не удостои со неговата музицирање, не удостои со неговата присутност, би рекол. И направивме еден супер настан, повторно потоа настапија исто една врвна екипа од соседна Бугарија, тоа беа Михаил Јосифов, Заберски, Ангел квинтет. И јас настапив исто со нашиот бенд, со помала малце формација, еден член немавме. Зато на последниот концерт имавте октет. Имавме октет на Гоце и Нонет Стевковски септет и Нонет имаше еден Мичо Божиков кога
настап. Филип требаше да свири на 3 композиции, меѓутоа да му се свигаше на бина и Сакаше на сите. Требаше да биде гостин, Тоа да беше искача гостинот да од влага. Бугарија, така? Не. А, Тоа Филип. беше Филипче Димишковски. Димишковски. Да, тој е наградениот млад музичар оваа година на Скопскиот Така е, джез да. фестивал и вистина е И извореден. Димитар Божиков на гитара. Инаку пијано свиреше Гордан Спасовски, ова ќе го кажам, пошто не го пропуштам. Аха. Кирил Кузманов, кој што е, го знаеме веќе сите, добро познат на јавноста, Сашко Николовски на тромбон, Кирил Туфекчиевски на контрабас, Филип Динев, исто млад еден музичар кој што моментално е на студија во Будимпешта и учи на оцекот фактички на Беркли, коледжот. Така да Врвни мајстори. супер музичари, спојна една млада и постара, да речеме, генерација, кај што си имаме некои заеднички инспирации, тоа помина се една добра Беше критика. прекрасно на последниот на концертната промоција на Homage to a Dreamer, на вашиот втор авторски албум. Сите велат дека таква база, таква батерија од тапани и бас одамна немаат слушнато. Тоа бевте вие и Туфекџиевски. И обично таа секција е задолжена за држање ритам и ретко каде се слуша дека таа секција музицира и дека може да прави таква музика. Овие луѓе сигурно ентузијазмот знае да биде исцрпен. Кое е решението? Во една прилика се сеќавам дека рековте овие луѓе се или хонорарци или невработени, такви врвни музичари, како да се задржат во земјава? Па не зависи од мене, мислам, ја можам да кажам милиони идеи како да се задржат, меѓутоа ситуацијата, мислам, кого и да прашате од наша фела, барем тие луѓе кои што се долго време во ова, мислам дека имаат не едно, него имаат десетина решенија за како тие млади таленти, музичари да ги задржиме, да можат да творат, да едуцираат на пример нови кадри. Тука би спомнал например една како се вика една ситуација би ја нарекол кај што например во земјава моментално единствен школован трубач е Трајче Велков, зборам во контекст на джез музиката, да. Прекрасни соло изведби во заедничкиве концерти со филхармонија, Точно, со Джијан, да. се паметат тие изведби. И сега, например, имате една ситуација кај што, например, еве Кирил Кузманов и Трајче Велков не се вработени никаде. Кирил моментално свири со Степко Гутко, што е професор по труба у Грац, е на турнеја. Врвен музичар. Да. Значи, со него, со Матијаш Гајер, со Еди Луис, со Виктор Палич, кој што исто е еден здрав бубњар од на Сале генерацијата. Значи, свират цело време, а некако се нема слух. За Трајче само да докажам. Например, немате сем Трајче, може би еве и Сенчо, нема трубачи, ако они двајца не можат денеска да ви отснимат нешто или да ви отсвират. Нема кој да ги замени, сакате значи, кажете? Во контекст на таа музика, дури да е забавна, популарна музика, да треба некаде да се отсвири некое соло, значи нема кој да го направи тоа, а од друга страна си пак би ги спомнал овие институцијеве, би апелирале до би нив. апелирал да е јавно, пошто така испадна, да поведат малце внимание околу ова, знаејќи дека е таква ситуација, да ја не знам кога мислат они дека ќе се појави нов трубач. Трајче Велков. Она што беше Гоце Димитровски, колку време требаше до Трајче? Гоце Димитровски е сега Трајче Велков. И сега тој јас од 10 на 15 години од кој почина Гоце, например, тек сега последниве 2-3 години се појавува нов кадар кој што може да одговори на одредени потреби, например, на музика. Значи, има тука многу недостатоци, ако почнеме да збориме, малце ни се 5 емисии. Тоа би го искоментирал. А во однос на музиката, еве имаме джез фестивал, сите викаат феномен, таква долга традиција во една ваква земја да ги следи светските трендови. Помага ли тоа за вашево работење?
Секако дека помага, значи програмата која што е на Скопскиот џез фестивал години веќе уназад има сериозни светски ѕвезди, има експериментални состави кои што експериментираат со музиката, да речеме, у денешно време имате се и се што буквално да чуете. Помага, апсолутно да, меѓутоа повторно ќе кажам дека тоа е само еден мал дел од мозаикот кој што треба да биде склопен. Значи, ние као здружение исто имаме во агендата наша. Биг бендот е оформен можеби и делумно за да можат тие студенти од факултетот кои што учат, што се поквалитетни, кои што сакаат да свират и да напредуваат, значи да може да имаат некаква перспектива, барем нас да не гледаат, мислам биг бендот да го гледаат како една можност кај што ќе биде признаено нивното учење. Односно крунисана нивната едукација, да, точно, на крајот. Благодарам на помошта. Значи, поради тоа што, например, ќе се заврши со факултет, ќе завршите факултет и ништо. Која е поентата тогаш да постојат студиите? Има луѓе кои што ќе речат нормално, па добро, например, овој се, не знам, се запослил, другите луѓе се снаоѓаат, одат во светот, свират, и милион други некои си чудни теории, кои што меѓутоа сега тоа треба да се работи на психолошки профил на еден музичар, дали сака да патува, дали сака да живее надвор или не. Сам дека секоја земја во светот се грижи за своите музичари. Ресурси, поготово знаејќи дека без култура, например, пошто ние сме први некако на удар, луѓе кои што се занимаваме со оваа дејност, поготово музичари, мислам, не знам, да не ми се налути некој, да. Меѓутоа, имајќи искуство и со други проекти кои што јас како сајтмен, како сега како музичар внатре за други луѓе кои сум свирал, значи тоа било секој пат ценето и ставање на еден пиедестал, кај што и еве да ја спомнам и таа бивша Југославија некако важеа македонските групи за едни од најпрогресивните можеби во најреволуционерните во Чекор пред имаше сите дури да. Нели поаѓајќи од Суботица фестивалот, па понатака. Како ви е вам тапанарите? Многу е убаво. Монтирање, свирање, демонтирање, мора да имате добра кола, односно поголема за да може да се транспортирате. Мала ми е ова, сега планирам да земам кредит за да купам джип. Не, се шегувам. Не, пак ќе речам, споредба, сите прават споредба со тој западен свет. Еве, од тоа јас што го имам скромно искуство, едно 15-20, па можда и повише години, одејќи по тие клубски концерти или учествувајќи на сериозни фестивали, кога свирите некаде, значи клубовите не се како кај нас, значи доаѓаат или имаат нивна опрема или си најмуваат опрема, значи комплетна. Според вашите потреби. Да, од луѓето кои што си праќаш рајдер листа и они го имаат тоа обезбедено. Ако не ви се допаѓа опремата која што ви ја нашле, тогаш може да си земете свој инструментариум и да си го местите вие. Меѓутоа тоа е се во договор со луѓето. Првенствено е, ти не може, ако свирите вие 4 пати во неделата, мислите која работа физичка е тоа. Не е дека не сме го правили, дека не го правиме или па и по неколку свирки на ден се случувало. И тоа се случувало, да. Така да малце чудно тоа. Значи музичар во Македонија е различно од музичар на Запад, дефинитивно. Е се поразлично и мислам дека ќе тера уште. Да. Уште овака. Вие имавте едно одлично организирано студио кога работевте со други бендови, да. Сите со носталгија се сеќаваат на студиото Мечкаров, со Project Жлуст, ДНО, кој работеше се таму, кои бендови имаат поминато? Па има многу бендови, тоа исто стана култен еден простор на поготово 2004 кога почнавме, кога го отворивме фактички студиото. Почнавме као екипа со проект Жлуст и со ДНО, меѓутоа после Кирил Џајковски почнавме да работиме некои театарски представи, да снимаме музика за него. Филмски музики,
театарски представи, кажав, добро. Имаше една квалитетна соработка со француски групи, не доаѓаат често да снимаат. Фолтиновци снима, не знам кој уште не, Баклава. Мислам дека повеќето од Сигурно ќе влезе во една од наредните книги на Тошо Филиповски, бидејќи тој рече дека некои работи што не се сами музичари и бендови, личности кои што не се музичари и организатори или кои што го поддржувале животот. Исто така не знам доста бендови кои што имаат снимано долу, не знам кои биле. Да, се сетим. Доаѓаат од време на знаете вие снимавме кај вас во студио, викаме супер. Добро, во меѓувреме се некои од луѓето што работеа долу добија други ангажмани и си отидоа, се отвори францускиот оркестар и сега тие текови придонесоа нешто зазамрено. Вам ви е таа траекторија светла, многу убави работи си имаат случајно во студиото. Ние сме тука само за убави работи да правиме. Да. И вистина е тоа, сега ова е како предвесник на следното прашање. Вие сте многу горди на вашите деца и на вашата сопруга. Покрај ова што имате толку ангажмани, редовно, активно се грижите тие да стигнат секаде, да се занимаваат. Двајцата се талентирани за спорт, за музика. Има голема разлика во годините. Има наследник меѓу нив? Па сигурно, големиот веќе почна да свири бубањ со еден школски другар кој што си направија дури некои негови, мислам, ливни композиции, си имаат текстови, настапуваа некаде на некој школски барат ваше мислење? Горјан е фантастичен талент за музика, мада спортов некако поише го влече, не знам зашто. Тој е талентиран фудбалер, ама по другиот дедо е наследник на голем, на Мечкаров. И така, значи, и не му се мешаме сега, има време кога ќе одбере што ќе прави понатака. Иначе сметам дека Горјан има еден супер талент за аранжирање, има некоја, не знам, природна дарба? Природна некоја дарба, поготово е за бубен, за ритам, не знам. И за други инструменти, ама начинот, пристапот према бубњевите, каков е во контекст на тие, барем композиции што сум ги слушнал што ги прават, е стварно едно врвно ниво. Ама јас во тоа студио видов и мало, тоа е одлично. Веруете, сакаат децата да слушнат вакви работи. Сигурно. Малиот има и малсет бубњеви. Малиот се бори за место под небото моментално. Има колку години? 5, 6? 5 и пол. 6 ке полне за пола година отприлика. И веќе свири? Па и он има еден природен хват, например, така за палици, меѓутоа е многу мал за да кажеме дали ќе стане музичар или каратист. Каратист, сега тоа е најхите моментално, запишан е на аикидо и цел е окупиран, обземен со аикидото. Добро, вие да им го дадете изборот, па тие сами да изберат, конечно најважно е да се среќни. Нешто, кажавме многу за состојбата, ја мислам дека не разбра дека овој вид на музика е многу потребен. Културата е со сите нејзини делови важна, не само железните репертоари, не само класичната музика, бидејќи вие сте и во класичната музика, ги знаете состојбите. Ќе ве прашам во креативна смисла, нешто подготвувате ново, бидејќи со издавање на албум процесот е завршен. Претпоставувам дека веќе следи некој нов проект, планирате нешто со септетот или сега допрева е концертната промоција на повеќе подиуми? Па јас би се фокусирал сега, зборувајќи за септетот, например, би одвел време, не би брзал никаде со некој нов материјал. Меѓутоа, има нешто, така се крчка да речеме на некој начин. Инаку би сакал тоа да се отсвири со оглед на тоа дека имаше позитивни реакции многу од овој концерт и надвор кај што сме свирили со реагираат фантастично луѓето, така да сметам дека треба да свири бендот поише. Тоа е исто еден хендикеп на луѓето овде кај што живееме, значи букингот за, како се вика тоа, да може да се отвориме малку повеќе према регионот и Европа, па и светот да го спомнеме. Треба сериозна активност која што бара повторно некако се е врзана со средства.
некој мора да одвои време, значи кој што Да ве менаџира, да ве продаде, да ве понуди. што и да е, да. Знаете, како и веројатно и во другите бизниси или музики, стилови е слично. Значи, музиката станува се поскап спорт, за да се бави човек со тоа. Едно време, например, било организирано различно, меѓутоа Функционирала. Постоел Функционирало. агенција, да, државна. секако да, ама тоа е кога било организирано. Сега ништо не е организирано, значи пробуваме сами да се организираме, сами да му дадеме правец на нештото, да го изнесеме на виделина колку може. Знаете, ќе кажат сега джез, демек тоа малку треба да представува некој, да представува некаква си висока култура или не знам што луѓето така го доживуваат, не би требало, поради тоа што јас би кажал само дека е еден правец на музика која што е рамо уз рамо, например, ајде да кажеме, со останатите стилови и веројатно слободата на интерпретацијата во контекст на композицијата, значи нема слободни форми многу, е добро дојдена за сите оние кои што се занимаваат со творење музика или од технички агол, ако се види тоа, например, кај помладите исто може да земат квалитетни, односно соодветни примери, поради тоа што врвните инструменталисти претежно се таму во джезот. Не е дека во другите нема, меѓутоа секој пат служи како инспирација. Тоа е многу интересно вака како го Ми анализирате. паѓа на памет да се насмееме на крајот. Професорот Живој Глишич слушал двајца студенти, едниот ќе се запишувал на джез, а другиот го прашувал што е тоа. Тоа е кога што и да фатиш нема да погрешиш. Нема да погрешиш. Да. Многумина го поимаат джезот за така дека можете да си свирите било што и многумина и го користат тоа на тој начин, меѓутоа джезот и како е, за да бидете врвен импровизатор, треба да ги апсолвирате сите проблеми од класичната Точно. музика и да ги надградите и дури потоа да си дозволите да експериментирате и Си бара Значи, работа, као и да. се. Ако земете во тој контекст и народната музика е на сличен начин, значи морате да поминете се што да Да. бидете врвен или во секоја во секоја музика, да, си бара работа од класична до ако сакате да бидете добар. Добар. Јас ви посакувам да останете на таа линија, да бидете добар и да им помагате на потенцијалните и на добрите. Од преска сакав исто да кажам, значи не им помагам, мислам да не се тоа е разбереме секундарно погрешно. им помагате. Јас мислам дека Да ги тоа е мотивирате. повеќе една комуникација на генерациите, поради тоа што ние, например, имаме изгубена традиција во многу нешта овде. Значи, синџирот е испокинат. Лепи сол постоеле, после лепи сол празно Дупка. место. И сега се појавува джез сцена од овие, да речеме, 3-5 години, кај што малку повеќе Живна, се, живна. Тука имаат Зоран Маџиров има сериозна улога да го исто тоа. споменеме. Он ги откри уствари Кире и Вистина. да, Каква Трајче го штета е знаевме што пред да изгубивме отиде, а таков. Кире не го знаевме, да. Вистинска штета. И така да и он има една голема улога во сето ова како иницијатор, би рекол, на тука е и Сашко, пак ќе испомнам, па и Тони, и има луѓе кои што покушаваме на секој можен начин така да одржиме оваа Алките да почнете приказна, да ги спојувате, да. И мислам дека ќе успееме поради тоа што доста луѓе се за идејата. Ќе почнеме со изданија оваа година. Зборам за компакт диско или дигитално, ќе видиме како тоа ќе биде. И полека треба наша генерација да направи простор за следните генерации што доаѓаат. И да се пензионира, ама со сите почести. Апсолутно со медаља златна. Гоце, ви благодарам за овој разговор и се гледаме после некој успешен концерт. Благодарам и на вас што ме поканивте да бидам гостин во емисијата и поздрав до вашата публика и гледачи.